Сите сте ми преку тасе. Драчево не го даваме. Западно-Нилска треска. Остана Кромидот необран. Драчево, наше Скопско Драчево, не Драчевсбург на Мајна. Нашево. Западно-Нилска треска. Се вршат уште испитувања, има случаи на маларија, на денга, на зика, Зико, Гаринча, Пелер и Велињо, Сократес, Марадона, Тафарел. Све живо што беше негде далечно од нас, кај нас дојде. Урагани, торнада, циклони, уште цунами ни фали. Среќа единствена што не искачаме на море само заради цунамито. Каква среќа сме у последниве години, децении да не кажам, ја мислам дека може да не стрефи од Охридско езеро цунами. До таму, таква среќа сме. Овако. Добро, и сега ќе прскаат против комарци од Драчево. Сега у август месец. Па ја колку што знам за комарци, против комарци се прска неколку месеци пред летото да почне. Поима не, така мислам дека сум управан или ќе се сложите со мене. Дека не се прска дека не се коле прасе на на празник. Но добро. Ајде им посакувам на драчевци да куртулат со помалце случаи на Западно-Нилска. Од кај мајка бе од Западен Нил трескава кај нас? Како стигна бе? Со авион ли стигна? Како стигна? Како се најдоа ние две маси, северна влажна студена и афричка топла маса над Скопје, кој се поздравија кој ние бам код лета пола кровови у Скопје? Како мајку му се најдоа? Баш над нас се најдоа, баш кај нас се најдоа да се поздрават. Све си мислам дека следно е некоја бола ќе ни стигне. Пичку матер. Овој световна глава се преврте. Или се што не чини само кај нас се историл, пичку матер. А комарциве скопски биле од брендот Кулекс. Кулекс. Тие пренесувале Западно-Нилска треска Кулекс. Тоа ми е негде измеѓу кулен и кул-лекс, лексилиум за кулирање. Така се викале овие нашиве комарци што се тука, нашево поднебје, кулекс. Тие заебаните, цицачите на крв. И така, све што е на страна, што е кај нас доаѓа, и тоа све не е лошото, пичку матерно. Значи, драчевци, искрено ви посакувам, држте се. Драчево не го даваме, Кромидот мора да го береме. Тоа е максимата, нема заебанци. Јеботе Бог, Западно-Нилска треска. Мислам, тоа не е страшно ништо, мислам, што има и смртни случаи, јеби го се дешаваат по светот тоа, ама генерално тоа ќе те тресе, малце ќе те, ама ние сме навикнати да не тресат. Мислам на тресење сме навикнати. Да. И 20 клупи нови од Чаир стајле. 20 клупи нови од Чаир. Западно-Нилска треска од Драчево. А наше здружение у Албанија побарало од општина Пустец веб сајтот на општината да биде и на македонски јазик, не само на албански. А у Пустец Галева живеат македонци. И македонско здружение од Тирана побарало од градоначалникот на Пустец, ако добро разбрав, сајтот на општина Пустец, освен на албански, да биде и на македонски јазик. Трета декада од 21 век. А ние овде кај нас правиме да биде албанскиот службен јазик, правосуден на албански да се полага, свенала, државата да биде албанска, ве сега и бугарска се бара да биде, да се отвори уставот, бугарите везат уставот. А овие наши македонциве се борат страната да им биде на општина Пустец веб страната и на македонски јазик, освен на албански. Албанија има подпишано сите можни тие документи, договори за малцинствата дека треба да бидат максимално да им се даде слобода да ги изразат своите малцински чувства кон матичната држава каде што припаѓаат.
И нашиве се борат за веб-сајтот, освен албански да биде македонски. А Кина во меѓувреме, нема валјда се за Кина да збора, мислам. Не, тоа е и баш кај табу за Кина да се збори, не заебај. Шо Кина? Кина. Ти ама кој знае што имаат, само чутат, затоа не кажуваат, ги покажуваат овие технолошкиве чуда што ги прават, што ги имаат, а иначе тамо има болести. Западно-нилска тешко да дојде. Некоја жута треска од Јанцек Јанк рекана може овака, ама западно-нилска тешко да стигне до тамо. А не летаат комарците толку. Овие кулекс, кај може да прилетат толку до Кина да стигне. Баш како ќе стигне у Кина, тие кинезите кој знае какви комарци имаат. Пичко матерно. Ако се они 2 милиарди, колку милиарди комарци имаат? Тоа касапана ќе ги направат наши, ако решат да тргнат, да пренесат западно-нилска треска у Кина. Ја за Кина реков нешто да почнам да зборам, ама ај не. Пошто не иде некако. 20 клупи од Шаер, нашиве бараат веб-сајту пустец кај што живеат македонци, освен албански да биде и македонски, значи уште не го добиле, еве 2026 сме, немаат сајт на македонски. Иначе Албанија има 15 милиони туристи годинава. Не знам наши тука колку имаат наши туристи. Мислам на поима немам колку имаат. На овие цени, мислам, не знам. Овие 15 милиони имале туристи. И да тамо гледав некоја емисија у Албанија, вика како, вика, највише вика у моментов на Балканов. Грција вика само ако тука се негде вика, зашто вика тој, вика љубезни себе му матер. Тие некои што беа тамо, некои стручњаци од туризмот у Албанија, некои тамо гледале зашто најголем број на туристи секоја година се поише. Вика, јеби га љубезни се да му ебеш матер. Насмејани се, најде да те причека, да те удостои, да те ова, да те она, да ти направи кејв, да ти твиркуе, да ти мртка малце така, да ти овако, она, знаеш, да се осетиш пријатно како турист. И да доаѓале туристи. Вика, тоа го означи овие од тие од некои туристички факмани, што дојдаа да испитаат тамо, зашо го утврдиле тоа дека заради цените прикладни многу за сечи джеп и ради љубезноста на домаќините, дека на тоа се должи туристичкиот бум Албанија. Добро, може нешто ќе научиме, може нема да научиме. Битно е да се каже вака, па сега. А можете и на клоци да ги пречекате, као да кажеме на некој места кај нас. Можете да ги пречекате и да пред да влезат во туристичката мека кај нас. На 10 километри, земете им ги парите и на клоци вратете ги од кај што дошли. Шо ќе ви се туристи? Само земете им ги парите тука без да влезат, знаете. И па со клоци вратете ги назад. Тоа цени нема, шо цени. Зашо да доаѓаат кај нас? Ко можат за истите цени, рецимо, да идат у Грција на одмор. Кај грците. Кај што не признаваат. А можат за дупло поевтини цени да си идат у Албанија. И тамо да си летуваат. И така да им се смешкаат домаќиниве, да им тверкаат, да им прават кејфо и овона, и тамо да ги остаат парите. Знаеш. Тоа се тие моменти што одлучуваат дали ќе бидеш фраер или клошар, ме разбирате? Тоа се тие ситни моменти. Јас сакав нешто за Кина, уствари. Али не иде некако сега за Кина да почнеме на ова све што го спомнавме, глупо. Ау, да бе, видиш, Жерновски, како им го плесна на владава. Ги обвини, вика тајно преговараат, она што сега од пријатели, вика го дознавме у Брисел. Македонската влада, не кажам македонската, ама ајде да кажеме така, кажам, владата преговарала за да го прифати францускиот предлог. Предавство. Го слушаш вака тој Жерновски и ти текнуе на онаа славна Илјач мантра што ја кажа оној видовити Милан на еден кој му се јави у студио и му рече, вика, дали сум урочен,
И овој вика, да, вика, имаш, вика, урок и некој зол дух ти е пратен, вика, сега ќе го избркаме, вика, повтори 10 пути, му вика на гледачот, вика, повтори 10 пати, хаки ме еди говна, ебем ти матер. Хаки ме еди говна, ебем, и овој почна да збори, хаки ме еди 10 пути, еди говна, а овој мртов ладен Видовити Милан, како што знае да биде, кул. Му вика, повтори, кажи, вика, ајде, вика, еден и му брои уште, вика, још еден пут, хаки ме еди говна, ебем ти матер. Жерновски, не знам зашо ми текна кога те слушнав оваа изјавава на оваа мантрава на Видовити Милан. Хаки ме еди говна, ебем ти матер. Абе, вие најдовте да зборите за француски предлог. Вие кои што го подпишавте, додека низ Скопје, низ улиците реки народ протестира и бара да не го подпишете. Вие најдовте да зборите за француски предлог дека нашава влада отишла да подпише или дека тајно преговара. Гледај, дечко, тоа дека тајно преговара, сите тајно преговарат. Преговорите се у принцип 90% тајни, освен тоа што нешто малце ќе окажат пред јавност, мр, колку да се задоволи. Иначе се претежно сите договори што се прават се тајни. Тоа е една работа. Втора работа, значи, како да ви кажам, вие, кои што начело со вашиот министер за надворешни, кој не ни беше македонец, по крв, подпишавте француски предлог и оној фамозен втор протокол кај што се поништува, кај што е катастрофален за македонците и кај што целосно го негира македонскиот идентитет и постоење. Како самосвесен народ, како автохтон народ, автентичен народ, ова, она. Вие го подпишавте. Вие најдовте да зборите за некој дека тајно преговара да го прифати францускиот предлог. Па колку пати треба од владата да ви кажат дека ултиматуми не прифаќаат? Па мислам барем едно 200 пати дека нашава влада кажала дека ултиматуми и уцени од Бугарија не прифаќа. И дека под тоа што го бара Бугарија, под тие услови барања, дека они влез во уставот нема да видат. И вие повторно се служите со истите спинови Жерновски дека некој тајно преговара да македонците го прифатат францускиот предлог, кој нели суштина бугарски. И не знам, бе, дечки, со самото тоа што е наречен тој, за да се скрие улогата и лобирањето на Бугарија во целата таа ујдурма, е наречен француски предлог. Француски. Оти у принцип тоа ти каже дека сите се прават на французи у Европска Унија. Ај затоа ќе окрстиме француски. Француски предлог, што би рекле доаѓа од Франција, што би рекле Франција никогаш немала пријателски односи кон Македонија. Со други држави на Балканскиот полуостров е многу подобар пријател, другар да не кажам. Исто така тука имате една Европска Унија, која што си ги штити своите партнери, а ние партнер незин не сме, затоа што не сме дел од незиното братство или сестринство. И имате една трета суперсила, која што ни е нас најголем стратешки партнер, велат многу ни помогнала, многу застанала зад нас, како што исто така можеме да кажеме дека застанала зад и го напишала Охридскиот договор, фамозниот од 2001. Исто како што можеме да кажеме за таа држава дека го напишала и Преспанскиот договор, со кој што Македонија се откажа од своето име и од своето малцинство во Грција. Исто така не само што таа држава го напиша Преспанскиот договор, него и си најде соодветна корисна будала или корисен идиот за тој договор да го потпише и да го спроведе на дел. Кај гледаме тука, пријатели, тоа е друга работа. Тоа не е тема. Кај гледаме стратешки партнери и пријатели у таа работа со вие. Не е тема, јеби. Ајде ќе рипнеме тоа. Тоа е глупа тема. Дај ние позитивно да размислуваме дека ни се пријатели. Па овој па бара францускиот предлог готов бил пред прифаќање. Наша влада само тајно работела. Жерновски. Шо ми текне пак на Видовити Милан мантрана. Хаки ме еди говна, јебем ти матер. Да не сте такви веле предавници, дечко,
и такви злобни антимакедонци ќе ве гледавме само како патетични будали, на кои што треба да им се смееме или да им се подсмеваме. Ама многу сте опасни за човек да ви се подсмева или да ви се смее. Можевме и да ви се смееме, ако на време сите отидовте во затвор, од прв до последен, заради велепредобство. Ама бидејќи уште не сте во затвор, шетате слободно и уште се правите фраери, нема да си го дозволиме тој луксус да ви се подсмеваме, пошто сте опасни. Само уште треба да кажеш кој тоа од Брисел другарчиња ваши ви дошепна или ви шепна дека нашата влада разговара за прифаќање, тајно преговара за прифаќање на францускиот предлог. Тоа е многу битно да го знаеме. Еве, ако сакате ви од СДС и сите сателити околу нив, кажете кој тоа ви шепнува од Брисел, без зашо преговараат нашија? Како тоа и кој е тој да видиме што ги минира преговориве, ако дошепнува на страна, зашо преговараат нашиве тама? Но да ти кажам една работа. Политика е курва, сите знаеме. У најлошиот можен, како да кажам, и тоа курва у најлошата можна варијанта, тоа сакам да кажам. И се што подразбирате под тоа. Стварно е курва. Најгадна, најпрљава, најиздрндана, 10 пути ремонтирана. Политиката е курва. Сите го знаеме тоа. Но ја мислам дека ние, нашиот народ, има толку низок праг веќе на трпение, на толеранција, да мислам дека нема теоретски шанси некој кој што 200 пати повторил дека нема да прифати уцена и ултиматум од Бугарија, дека некој таков ќе си дозволи луксус тајно да преговара и да го прифати францускиот предлог заедно со оној втор протокол. Мислам дека тоа не е возможна мисија, колку и да е политиката курва, особено кај нас. Со таков луксус, на таков ризик, наша власт треба да е ретардирана за да се стави. Да ти 200 пати у јавност кажеш дека не прифаќаш уцени од бугарите, дека бугарите по такви уцени нема да го видат, така наречените бугари влегувањето во уставот, у македонскиот устав, а при тоа ти да преговараш тајно и за да работиш, да го прифатиш францускиот предлог и да излезеш со тоа пред јавноста и кажеш, абе види, ние 200 пати што рековме не прифаќаме уцени и да држиме до црвени линии до достоинството на македонскиот народ, таа нема везе, уствари ние подпишавме дека сме бугари и така натаму. Спиновиве Жерновски ви се од типот хаки ме еди говна ебем ти матер. Од тој тип ви се овие спинови. И човек треба да има, не знам колку јак желудник треба да има, за кој ќе ве слуша вас и вашите спинови да не поврати. Ете, тоа од прилика имав да ви кажам и нормално ќе заборев, ама викам, не на Кина нон-стоп нешто ме навреќа, а ми текне и на овој дурмо турс автобус, пак се запалил у движење. Да, тој истиот дурмо турс, што не знам никој не беше крив, која загинаа, не знам колку патници таму. Ние никогаш не беа казнети, никогаш не беа исклучени од сообраќај, никогаш ова. Си скачи дека и тогаш кога се запали, кога се онари преврте, што направи. Дека овакво, не биле сервисирани редовно, не знам што, трт-мрт, не е битно, пак се запали у движење. Тоа е она што го кажувам нон-стоп, дека паметниот учи од туѓите грешки. Паметниот човек. А глупиот не учи ни од своите. Затоа историјата му се повторува, затоа несреќите му се повторуваат. Со ваков менталитет, дечки, немојте да се сомневате дека никочани нема да ни се повтори. Секогаш, кога некоја џукела криминална довела во животна опасност невини луѓе и при тоа не била соодветно казната, верувајте дека грешката со радост ќе си ја повтори. Кога тогаш? Несреќите тогаш се повторуваат, не само што се повторуваат, него се штанцаат као на фабричка лента.
Како тоа уште факинг не можеме да го сватиме? Дека не може кабелот да е крив, не може Куров да е крив, не може пумпата да е крива, не може ова. Луѓето се криви. И ако се криви луѓето, тогаш луѓето одговараат за својата вина. Одговараат за својата неодговорност, за својата бахатост, за својата ароганција, дека се недопирливи. Одговараат. Можеше пак да имаш жртви. Кој се запалил пак, можеше. И шо ке беше која имаше жртви, тие потенцијални блиски на тие што ке се запалеа у тој автобус што се запалил у движење или како се запалил. Што треба да направат? Да ве вадат од институции на колци да ве заденуваат. Затоа што истата компанија, иста работи се дешава после само 3, 4, 5 години. Кој одговара за кровојуне што лета од зградиве, сеако беше ураганот или орканскиот ветар, како сакате кажете го. Афрички, тополи, северен, студен, влажен бран над Сувотијава нашот тло се појавија и се поздравија. Да им ева матер. Тука најдо да се поздрават. Баш над нас, пошто уште они ни фалат. Уште оркански ветрови, утре уште торнадо ни фали да не учука. Или реков цунами. А какви сме? Не ме чуди од онај охридското цунами да излета некоја. Сериозно ви кажем. Какви работи ми доаѓа да кажам, се цензурирам. Дали некој до сега одговараше за покривене што летаа, што среќа луда? Што викаат прилепчани среќа, што никој не загина. Луда среќа на она летање кровови. Ова Карпошов беше крш. Не знам како оние огромни дрва што беа откорнати, предсвикани, не знам како да кажам. Како не утепаа некого. Објаснив како, веројатно почнале тоа свето да лета, да се крши, да се цепи, кој нуклеарен реактор. Изгледа у моментот кога сите се повлекле под тремови, под влезови, по згради, дома, која ептен фатине времето. Меѓу време се исчистили улиците, затоа никој не загина. Веројатно моја предпоставка. Има некој да одговара од покривите на новите згради 3200 евра квадрат што летаа покриви? Дали некој одговара? Што чекаме нов оркан да се поздрават негде над нас? Некој торнадо да земе да врти? Што треба да чекаме? Некој ново лизгање на земјиште како појма немам, као поплава на појма немам у Стајковци? А сакав нешто за Кина да ви кажам, пичку матерно. Кина, не сме за Кина многу да се збори, табу тема е Кина, јеби му матер, Кина, Русија, не. Овие се битни, вама. Што не прцаат у гъс 30 години, тие се пријателите. У гъс што не прцаат. Она те клеца, не ти е убаво, ама му викаш продужи. А не ти е убаво. Дај, вика, можех да смениме партнер, пичка матерна, може некој ќе не прца, ама убаво ќе ни биде. Знаеш, има и такви моменти. Господ да ве чува, ја ги жалам, пример, добре, сега, случајов, да не ме сватите погрешно, не е ова, например, жени, не им е убаво сексот со дечкото или у брак, а со години го прават тоа. Има ли помачно нешто од тоа? Нема ништо помачно. Исто и со државиве. Не клецаат 36 години, не ни е убаво и ние уште им ги оставаме да не клецаат. Никако да им се разведеме на стратешкиве партнери и да го свртиме погледот малце на друга... Не, шо сакав за... Не. Кина се многу назад од Запад, од ЕУ, од Америка. Многу се назад. Они се 3056 година, многу се назад. Отиден. А ние 20 клупи у чајер, прц, нови, прц!
И западно-нилска треска удрачи, кромит, прц нема кромит, се треса, кој ќе обере кромит? Нема кромит. Летна манџа, прц! Без кромит, летна манџа. Може. Што да кажа? Знаете шо? Само точку дрскост треба. Точку дрскост и уште точку вака без и уште вака точку патриотизам у неговата најдобра дефиниција. Да си ја сакаш државата, луѓето, граѓаните, народот од кој ќе потекнуваш, ама да го сакаш така што ќе бидеш одговорен и ќе го заштитиш на сите можни начини, од надворешни и внатрешни закани. Внатрешни закани од типот на овие говеда, кои што ги уништуваат сите морални и етички скали и вредности у Македонија со своето делување, затоа што при тоа не се казнети, затоа што се недопирливи, затоа што над нив они се наоѓаат во балон на неказнивост. Имаат право до бескрај да ги повторуваат своите грешки, поради кои што гинат луѓе, или поради кои што државава не може да тргне напред, или поради кои што имаме туризам таков каков што имаме никаков. На сметка на некои држави у околина кои што до вчера беа да ги жалиш, а сега се отидени илјадници километри пред нас. Можеме да бидеме патриоти, афирмативни кон својата држава, да, ама понекогаш мораме да ги погледнеме стварите онакви какви што се, да ја кажеме вистината онаква каква што е. Не може со ваков табиет, не може со ваков менталитет, не може без трошка дрскост, поголема, без трошка без. Не може од државава да се направи ништо. Не може менталитетот да се смени. Треба време нечи менталитет на еден народ да се смени. 40, 50, 60 години понекогаш. Треба некој на тоа да почне да работи. Не може кога ти доаѓаат гости од страна да се однесуваш како неандерталец со нив. Да си нељубезен, да си дрзок, да си нерасположен. Да им покажеш колку не ги сакаш у твоја близина, да треба да им ги земеш парите. Не може. Не може да бидеш толку себе си, да не се сакаш, да бидеш толку само деструктивен, да гледаш пријатели во тие што ти се непријатели. Не можеш да си толку само деструктивен. Не можеш, не смеш да си дозволиш. Не сега, не во овој контекст, не во оваа ситуација, не во овој временски период. Историски, ако сакате, кажете го. Не можеш да си го дозволиш тој луксус. Треба у главата да имаш лагер овде у врато, да се вртиш лево, десно, горе, доле, да видиш кај се, да видиш со кого друг можеш. А сакам нешто за Кина да ви кажам преска. Хакиме! Хакиме! Једи говна, јебем ти матер! Жерновски, не знам, ми текне на ова мантрава на видовите Мила. Овако. Дајте да се собереме, да не се повторуваат грешките, што секојаш не се повторуваат. Не знам како поинаку да ви кажам. Дајте цврсто да застанеме, да го осетиме тлото под нозе и вадете мечот од корици или од гаќи, како сакате, сватете го. Вадете го мечот. Значи не смее више да си дозволиме грешки поради кои што некој ќе страда, а највише страдаат обичните луѓе. До кога бе? Кога? Шо е следно? Треба следен автобус од тие да чекаме да се запали со сепатници? Па пак да биде после тоа леле. Луѓи, недозволиво е веќе. На толку одлетани кровови, ни Скопјево, само у Карпош колку имаше. И кровови, и мровови, и дрва, и кур се тресева. Требаше уапсени да има веќе. Уапсени. Fucking unbelievable.
Жрновски, ти си урочен, брат. Урочен си, да ти кажам искрено. Ја не ти мислам лошо. Урочен си. Значи, 10 пути секоја сабајле пред кафето да го испиеш. 10 пати ќе кажеш за да го избркаш уроков, за да ја магијава да ја поништиме што ти е направена. Значи 10 пати ќе повторуваш секоја сабајле пред кафето. Хакиме, једи говна, јебем ти матер. Ај чао.